Председателот на Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетска политика Бојан Стојановски, како и пратеникот Димитар Ковачевски, кој всушност е член на ова собраниско работно тело, на средината на овој месец учествува на парламентарен пленум на енергетската заедница кој се одржа во Брисел. Токму на оваа тема денеска разговараме со председателот на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика Бојан Стојановски. Пратеник, добре дојдовте во Собраниското студио. Ви благодарам за поканата. Какви пораки беа испратени од парламентарниот пленум што се одржа во Брисел, кога во фокусот на јавноста низ целиот свет е снабдувањето со нафта и газ? Мислам дека во вториот дел од вашето прашање вие го допревте самиот фокус на средбата која што се одржа во Брисел. Вреди да се напомене во интерес на јавноста дека тоа се случува еднаш годишно во кое што сите земји членки на Европската енергетска заедница имаат можност да дебатираат во Европскиот парламент, на кој што сесии председаваат и оние кои што се председатели на работните тела на Европскиот парламент. Но во овој момент, заради ситуацијата која што се случили изминатите недели, во фокус беше како тоа земјите на европскиот континент, дали биле членови на Европската унија или не биле, ќе се справат со оваа енергетска криза која што е се повеќе присутна на европскиот континент. Така да покрај другите важни теми за кои што ние разговараме, тоа е транзиција кон производство на зелена енергија, напуштање на застарените системи на производство на електрична енергија, во фокус дојдоа и овие нови случувања, така да на кое што можевме да го видиме таму во разговор со оние кои што имавме можност да поразговараме. Постои одредена прашална форма на ситуацијата, односно на кои мерки сега ќе се превземат за да тие поразвиени, би кажал, условно држави од нас ќе се справат со енергетската криза. Вреди да се напомене дека кога ги соочивме аргументите и фактите во нашите држави, ние како увозно зависна земја секако дека ќе бидеме погодени од оваа криза, но се справуваме далеко подобро од другите држави, бидејќи секогаш секоја криза некогаш може повеќе, некогаш помоцно, треба да биде антиципирана, и во таа насока можевме да споделиме искуства позитивни од нашата држава, кои што се надевам дека некој таму ќе ги слушне и ќе ги прифати без разлика на состојбата во која што се наоѓаат нивните држави, а можеби и нашата од тој аспект. Ја спомнавте и зелената транзиција. Каква стратегија има Македонија доколку дојде до криза, која што е се присутна на европскиот континент? Ако се сеќавате, ние како би рекол политичка опција е да направиме една дистинкција наместо владина опција, бидејќи имаме приличен континуитет во комуникација со јавноста на оваа тема. Кажавме дека како држава треба да бидеме мудри и рационални, треба да се потпреме на производството на зелената енергија, но не треба да го напуштиме и базното производство на електричната енергија. Базно производство секако е преку термоцентралите, преку хидроакумулациите и оние кои што се традиционални производства на електрична енергија, да ние треба да ги модернизираме, но не можеме да се дозволиме преку ноќ да се ориентираме на зелена транзиција ако при тоа и не сме спремни. Понатаму кажавме дека треба да се внимава со таа зелена транзиција, бидејќи сепак во државата постои систем кој што ќе треба тоа производство на електрична енергија сепак да го дистрибуира, тој систем треба да биде издржлив. И во оваа година кога сите овие работи ги посложивме од аспект на производство на транзиција или на зелена енергија, ќе имаме рекордно висок број на инвестиции, над 50 инвестиции со неколку милиарди евра. Вреди да се напомене дека наредните 15 до 20 дена доколку се биде во ред ќе почне и камен темелникот ќе се стави и изградбата на најголемата би кажал фотонапонска централа во овој дел од Европа, тоа е пола милиарда за Алказар Енерджи кој што ќе се гради во источниот дел од државата. Така да од аспект на зелената енергија сметам дека внегуваме внимателно, така како што треба нашиот систем тоа да го издржи, но секако гледаме нашите капацитети заедно и со традиционалните производства да го прифатат овој конзум кој што им е потребен на нашите граѓани. Од аспект ќе си дозволам тука неколку реченици да го продискутирам тоа и за кризата која што имаме во моментот, тоа е кризата со енергентите и со горивата. Она кое што е важно е пред неколку дена од ММФ стигна и потврда дека сме по некој сет на мерки на третото место во Европа, тоа го кажува ММФ, бидејќи имаме најевтини горива во регионот, односно најевтина цена на горивата во регионот. Тоа успеевме да го направиме преку неколку мерки.
Првата беше намалувањето на ДДВ-то од 18 на 10%, потоа акцизата се намали за 4 или за 2 денари зависно од видот на гориво и на крајот успеавме да договориме одреден попуст по цена на гориво со што се намали цената од 7 до 10 денари. Антиципираме што би се случило од овој момент. Натака ситуацијата е прилично неизвестна на дневно ниво, секој ден таму динамиката е таква да се менуваат одлуките можеби од час на час, тоа влијае на цената на горивата, но овој момент морам да кажам дека сум задоволен од тоа како ја менаџираме кризата и се надевам дека побрзо ќе заврши. Ви благодарам за денешниот разговор и што бевте дел од вестите на Собраниски канал. Ви благодарам и на вас.